Владата засега нема да интервенира со повторно намалување на ДДВ кај горивата, иако барелот денес достигна $110 на светската берза. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека пакетот мерки за справување со енергетската криза е добар за граѓаните. Во овој момент не размислуваме за намалување на ДДВ-то на дизел горивото. Преговараме со ОКТА за продолжување на попустот, акцизите остануваат исти, треба да се види сега во втората половина од април која е просечната цена и на безоловниот и на дизелот, и на тој начин ќе се носи одлука на влада во делот на акцизите. Веќе дизелот беше над $1,200 по тон, што значи тие 4 денара секако ќе останат, а безоловниот беше под $1,200 по тон, имаше 2 денара, но очекувам сега и тој да отиде над 1,200, така што и таму ќе имаме 4 денари по литар, повторно намалени акцизи. Сите мерки кои владата ги аплицира за поевтини горива, буџетот го чинат 1 милион евра дневно. До кога во него има простор и тој може да го поднесе овој товар? За сега немаме простор за паника. Граѓаните да се сигурни, безбедни, има кој да размислува, да води стабилни политики, и во овој момент Македонија не е држава која што повеќе коленичи, туку рефлектира стабилност во регионот и така и ќе продолжи. Ваквите интервенции се доволни за Македонија да ги има најефтините горива на Балканот и пошироко, а владата е издвоена како трета во Европа со најголем удел во цената на нафтените деривати.